Здраво на сите. Во ова видео ќе направам еден краток осврт за романот Талкачи од Олга Токарчук. Олга Токарчук е позната полска писателка. Таа лани во 2019 ја доби Нобеловата награда за литература, меѓутоа за 2018 година, затоа што ако се сеќавате во 2018 не беше доделена наградата поради некаков скандал во академијата, а лани беше доделена на двајца автори, на Олга Токарчук за 2018 и на австрискиот писател Петер Хандке за 2019 година. Таа исто така во 2018 ја доби наградата Букер, или на англиски Man Booker Prize, која што е прилично престижна награда и се доделува секоја година за роман издаден на англиски, значи оригинално. Меѓутоа пред неколку години почна да се доделува таа награда и на автори, меѓународни автори кои што издаваат на друг јазик, ги имаат издадено книгите, меѓутоа се преведени на англиски и Токарчук ја доби таа престижна награда во 2018 година, токму за овој роман Талкачи. И јас го имам ова убаво издание од Или, издадено во 2013 година, значи пред Нобеловата и пред Букер наградата и со одличен превод од полски на Лидија Танушевска. Значи, романот Талкачи не е лесно да се дефинира, не е лесно да се опише и вешто се измолкнува на секаков опит да се вметнем, да се смести во некаков литературен жанр. Зошто? Мислам дека најмногу поради формата и поради структурата на романот, не толку поради содржината, иако содржината не е лесно да се опише толку на едноставен начин. Значи, станува збор за роман кој што е во фрагментирана форма, составен е од 116 пократки или поголеми делови, текстови, нарации, наративи, истории. Некои се од најкратките по една до две реченици, а подолгите се некаде до 30 страни. Значи, што се случува? И самата Токарчук вели дека ова е роман со звездие, значи составен е од многу различни делови кои што можат да функционираат сами за себе, меѓутоа заедно ја градат структурата и формата на овој роман. Значи, има составен е од неколку главни нарации, истории, кои што не се поврзани една со друга. Да речеме, ја имаме приказната за еден брачен пар кој со своето дете од Полска одат на одмор на еден хрватски остров и таму жената и детето исчезнуваат и мажот е во потрага по нив. Ја имаме историјата за сестрата на Шопен која што скришно се обидува да го врати неговото срце назад во Полска. Имаме историја за една жена која што живее долго години во странство и добива писмо, добива мејл од еден стар пријател кој што е бара од неа да се врати назад во Полска и да му помогне да го заврши, да го прекрати со својот живот. Иначе ги гледаме сите овие истории, гледаме историјата и писмата, всушност ги читаме на една жена која што му пишува на австрискиот крал и му се обраќа барајќи правда и велејќи дека нејзиниот татко кој што бил дојден од Африка и работел и како во кралскиот двор и како советник, откако умрел баш затоа што бил африканец, затоа што бил црнец, бил на некој начин бил зачувано неговото тело и по некој процес на пластинација или како и да се вика тој процес, бил зачуван на некој начин препариран и таа бара правда за неговиот татко. Значи ги имаме сите овие истории кои што функционираат сами за себе и се го привлекуваат нашето внимание. Од друга страна има многу мали не само приказни, туку обзервации, наблюдувања, некои си кратки филозофски медитации, антрополошки размислувања и сите заедно го прават колажот, како еден колаж го составуваат овој роман. Оно што е интересно е што и може да издвоиме 2-3 главни теми, мотиви во романот, меѓутоа едно нешто кое што е главно, кое што е во центарот, или мотив кој што е во центарот централен за овој роман е мотивот на движењето, на минливоста, на непостојаноста, на патувањето. И нараторот, всушност нараторката е една девојка, една жена од Полска. И според она што го читаме, она што го кажува таа сама за себе, може да видиме многу автобиографски моменти на Токарчук во романот. И таа има сакам да прочитам, таа зборува на самиот почеток зборува како
уште додека била дете, застанала покрај една река, го наблюдувала, била фасцинирана од движењето на реката и мислам дека тука во една-две реченици може да насетиме која е главната тема и кој е мотивот во оваа книга. И таа вели: стоев на насипот против поплави, загледана во струјата, и сватив дека и покрај сите опасности секогаш ќе биде подобро она што се движи од она што мирува, дека поблагородна ќе биде промената од постојаноста, дека застанатото ќе мора да му подлегне на распадот и дегенерацијата и да се претвори во пепел, а подвижното пак ќе трае дури и вечно. И ова е дефинитивно главен мотив во книгата. И тука имам на крајот на корицата во овој роман, на ова македонско издание, многу убаво е доловено, вели: романот Талкачи на Олга Токарчук е метафора за современиот човек кој е во постојано движење. Романот представува патување низ просторот, континентите и вековите, мешавина од судбини на различни луѓе, информации за необични феномени и научни предавања кои читателот ги конзумира како во воз чии патници постојано се менуваат и раскажуваат различни приказни. Мислам дека ова многу убаво го доловува мотивот на движење и на минливост во романот Талкачи. Значи, таа се занимава со тој феномен кој што нема пандан во минатото. Тоа е феноменот на патувањето и на посетувањето на различни дестинации, на минувањето на големи дистанци за кратки временски интервали. Тоа и во сето тоа таа се занимава во тие кратки, особено делчиња. Има цели есеи за психологијата на патувањето, зборува за хотелите, за хотелските соби, средбата со еден човек кој што насекаде се шета со изреките и мислите од Сјоран или Чоран, како што е преведен романскиот филозоф и мислител, и тој вели: би требало наместо Библии во фиоките на хотелите да стои по една книга од Сјоран со неговите мисли. И значи, патувајќи низ возови, низ континентите на разни места, таа се соочува со движењето на луѓето, со постојаноста и со минливоста. Исто така има многу убави медитации и размислувања за аеродромите, кои што функционираат како свет сам за себе. И тоа мене ме има фасцинирано и воодушевувано феноменот на аеродромите. И тоа е дефинитивно централниот мотив во оваа книга. Она што го гледаме друго, кој што нараторот или нараторката го вели сама за себе, таа вели дека уште од мала развила еден синдром, таа го нарекува синдром кој што се интересира за се она што е деформирано, изопачено или необично, и особено се занимава втор мотив, втора главна тема во романот е анатомијата на човечкото тело. И обидот да се зачува тоа човечко тело за да може биде наблюдувано, студирано, обсервирано. И има всушност во една од тие нарации, една од тие истории е за еден доктор Блау, кој што е обземен, има целосна обсесија со презервација на медицински зачувани органи, и тоа го работи. Тука зборува исто за еден процес на пластинација во кој што органите човечки се полнат со некаква смеса, со некаква течност и прават да можеме да ги наблюдуваме во 3D форма и да ги проучуваме. Исто така зборува за една жена која што се интересира постојано за човечки тела во историјата кои што биле деформирани, кои што излегувале надвор од нормалното и вообичаеното. Иначе и покрај движењето го имаме таа обсесија со анатомијата на човечкото тело. И она што во однос на балансот меѓу тоа и меѓу анатомијата и движењето, една мислам од главните стории која што е најсилна и најмоќна е она наречена Бегуни, и таа е сторија за една жена која што живее заедно со својот неподвижен и болен син и својот незаинтересиран маж во Москва, во Русија, и како еден ден излегува на улица и едноставно нема да се врати дома и ќе почне да живее на улица и ќе се запознае со една жена која што постојано цупка, се движи и проси на улица, и таа жена дознава дека
припаѓа на една стара секта од 18-тиот век, која што се луѓе кои се нарекувале бегуни, и всушност и во оригинал на полски името на романот е Бегуни, и талкачи и на англиски flights не го доловува вистински значењето на тој збор, меѓутоа најверојатно било најдобра опција можна во случајот. И тоа биле луѓе кои што сметале дека светот е под власта на злото и дека единствен начин на кој што можеш да се измолкнеш, да се спасиш од тоа зло, и постојано да се движиш, постојано да бидеш мобилен и во движење, за да не дозволиш да паднеш под власта на тоа зло. И има сакам да прочитам два кратки извадока за тоа што таа бегунка или таа жена и го кажува на жената која што има побегнато од дома. И таа вели: дриблај, мрдај се, мрдај. Само така ќе му избегаш. Оној што владее со светот нема владение над движењето и знае дека нашето тело во движење е свето, само тогаш му бегаш, кога се движиш. Тој пак прави ред во она што е неподвижно и умртвено, во она што е безволно и безделно. Значи, мрдај, дриблај, нишај се, оди, трчај, бегај. А штом заборавиш и застанеш, ќе те фатат неговите големи раце, ќе те претворат во марионета, ќе те обвие неговиот здив што смрди на чад и издувни гасови и на големите депонии надвор од градот. Тој ќе ја претвори твојата шарена душа во мала плитка душичка, исечена од хартија, од весник, и ќе ти се заканува со оган, болест, војна. Ќе те заплашува додека не го изгубиш мирот и не престанеш да спиеш. Ќе те означи и запише во своите регистри, ќе ти даде документ за тој пат, ќе ти ги обземе мислите со неважни работи, што да купиш, а што да продадеш, каде е поевтино, а каде поскапо. Од тогаш ќе почнеш да се грижиш за ситниците, цената на бензинот и како ќе влијае таа на исплатата на кредитот. И малку понатаму таа вели: е затоа на разните тирани, пеколните слуги, крвта им е затруена со омраза кон номадите, затоа ги гонат циганите и евреите, затоа принудно ги населуваат сите слободни луѓе, им назначуваат адреса која за нас е пресудата. И подоцатавили институции, канцеларии, печати, меморандуми, хиерархии и чинови, степени, молби, одбивања, пасоши, броеви, бончиња, резултати од избори, промоции и собирање поени, колекционерство, менување на едни работи со други, да се прободе светот со помош на баркод, на секоја работа да и се стави етикета, да се знае каква стока е тоа и колку чини. Тој странски јазик да биде нечитлив за луѓето, да го читаат автоматите и машините, ноќе во големите подземни продавници, нека си прават рецитали на собствената поезија од црно-бели линии. Мрдај се, мрдај, благословен е тој што оди. И тука гледаме од каде Олга Токарчук го вади главниот мотив за и како го поддржува всушност оваа приказна и од каде го вади насловот за овој роман. И тоа подсетува на една изјава на Монтењ, која што уште одамна има пишувано од еден од неговите есеи, кога тој вели: јас ја документирам или јас ја забележувам само минливоста, а не можам да го фатам самото постоење, туку ја можам да ја доловам и да ја опишам, се занимавам со минливоста и со течењето на нештата. И токму тоа чувство го има во овој роман. Друго нешто што е интересно и важно за овој роман е љубопитноста на Токарчук и големиот обсег, големиот обем на интереси, сите поврзани со материјалното постоење, со непосредното секојдневие, зборувајќи за разно во тие фрагменти, мали записи, зборувајќи за разни работи од нашето секојдневие. Како што кажав, од хотелските соби, од обсесијата со мапите, со психологијата на патувањето, со туристичките тури, и сите тие зборуваат за една голема љубопитност кај што ја забележуваме кај неа. И за крај би рекол уште еден аспект кој што е вистинско уживање кога станува збор за овој роман е јазикот на Токарчук. Јазикот има страшна поетика во него и кога го читате имате чувство дека читате поезија и е вистинско задоволство. И сигурен сум дека и добриот превод игра улога во тоа, меѓутоа за тоа мене навистина ми остави длабок впечаток. Така што ова роман не е лесно четиво,
Меѓутоа, многу често тие четива кои што не се лесни не прават да излеземе малку надвор од себе си, да се протегнеме, да го протегнеме нашето размислување или отвараат нови хоризонти и не збогатуваат духовно. И мислам дека вреди да се прочита, е вистинско естетско искуство. Ако сте го читале романот, искоментирајте дали ви се допаѓа, што ви се допаѓа, што не ви се допаѓа. Ако сте читале нешто друго од Токарчук, исто така споделете, пишете. Не заборавајте да кликнете subscribe на мојот канал на YouTube за да добивате нотификации секогаш кога имам ново видео. И исто така да ја лајкнете страницата Читачот на Facebook, каде што ќе добивате нотификации. Значи, држете се, чувајте се, читајте добри книги и се слушаме и се гледаме со нова рецензија. Чао!